Затоа ќе ве замолам сега, уште малку ќе зборувам, меѓутоа на почетокот ќе ве замолам да не само да го гледате вашето дете, туку секое ваше дете е дел од една голема цел. И ќе видите што тоа значи. На сите уште еднаш добре дојде и ви благодариме што сте тука да го споделите овој важен ден на децата. Идејата на овој проект произлезе од воспитниот тим на градинката и од стручниот тим. Јас сум дел од тој тим, педагогски да. Секој човек и секој дете до нови информации и както врстни знаења може да дојде со еден клик. Или сега има и вештачка интелигенција, па ве може да прашаш и да добиеш одговор. Но животните вештини кои навиду не се гледаат и не се опипливи, се нешто што се учи од мали нозе, во семејството и во градинката. Тоа што го носиме цел живот и го чувствуваме се нарекува животни вредности. Со децата учевме за 10 животни вредности. Учевме за искреност, за храброст, за другарство, трпение, љубомора, беси, караница, простување, несебичност, самодоверба, добри навики и за сите овие мали нешта што всушност се најголеми. Можеби ќе се помислите, ова се работи за деца. Ако вие како возрастни се прашате сами себе за секоја од оваа вредност што последувам јас како личност, има многу прашалници. Од кога детето влегува во градинка и започнува со учење и живење на овие животни вредности, и кога ќе наполни 5 години, а првите 5 се најважни на свет, овие знаења може да се систематизираат, подлабоко да се разбираат и едноставно да се применат. И знаете што? Децата не само што ги научија, тие ни покажаа како животните вредности се живеат. Со искреност, што понекогаш не изненади, со другарство без услови, со простување што ние возрастните често го одложуваме. Ние ги учевме нив, а на крај научивме ние од нив. Научивме дека е доволно да кажеш извини на време, дека благодарам на вистина значи многу и дека едно мало срце знае да биде поголемо од се. Ова што денес ќе го видите, почетокот не е само приредба, ова е темел во кој што тие се градат понатаму. Во училиште, во животот, во односите со луѓето. Нашата најголема надеж е дека аде и да одат, ќе го понесат тоа срце што ги научи да расте. Во овој проект учествуваат сите групи од 5 до 6 години. Учествуваат скоро 226 деца и веќе дадовме една ваква приредба во културниот дом Величанец. И таму беа учесници децата и од објектите Расник, Стапол и Пршино, а сега сме овде, каде што се учесници групите од Пеперутка 1, Пеперутка 2 и Пеперутка 3. На крај сакам од срце да им се заблагодарам на сите деца за нивната искреност, еве ги нетрпеливи се веќе, и љубов, на моите колеги воспитувачи негователи за посветеноста, трпението и грижата, на раководниот тим, на моите колеги од стручниот тим,
особена благодарност до мојот колега музички педагог Борче Димитров, кој е горе таму за тоа малото прозорче, без кој ништо од ова немаше да биде вака како што е, за неговото големо залагање и професионалност, како и на сите што беа дел од ова убаво патување. Ние во градинката сме схеми и кога правиме вакво нешто, учествува од директор, администрација, секако воспитувачи, негователи, детите од кујна, чичковците што поправаат, возачи, се поред. Така да затоа ги поздравувам сите до еден, сите заслужуваат аплаузи. Нашите храбри другарчиња им посакуваме среќен и успешен почеток во училиште, многу нови знаења, убави другарства и секогаш да го чуваат во себе срцето што учи да расте. Ви благодарам. Секое дете чупа едно мало, топло срце, полно со соништа. Срце што се радува, што се чуди, што сака да научи како да биде добра. Тоа срце не расте само со годините. Тоа расте со секој добар збор, со секое подадено раче, со секое извини, со секое благодарам. Децата растат секој ден, растат нивните чекори, нивните зборови, нивните соништа. Но, постои нешто уште поважно што расте заедно со нив. Расте нивното срце. Срцето расте кога детето ќе каже те можам и јас можам. Кога ќе му подаде рака на другарот. Кога ќе почека трпеливо, кога ќе признае грешка и ќе побара прошка, кога ќе има храброст да ја каже вистината. Токму затоа, нашето заедничко патување го нарековме срцето што учи да расте. Срцето расте со животните вредности, со искреност, со храброст, со другарство, со простување, со неседичност, со добри навики. Кога децата чувстват овие вредности, кога ги живеат во играта, во приказните, во другарството, нивното срце станува поголемо, потопло и посилно. Вечерва ќе видите токму такви срца, мали, искрени, птицки срца кои учеа, игра, растеа. И открива колку е убаво кога заедно растеме во добрина. Добре дојдовте во приказната за срцето што учи да расте. Јас сум искреност, јас борбам секогаш вистината на глас. Живеам тивко и светло во секое детско срце јас. Јас сум љубомора и јас понекогаш во срцето се прикрадувам, но постојано учам кога љубовта ќе дојде, многу да ја се радувам. Јас сум Беси Караница, ожалев баш да не играм гласи голема бура. Со малку трпение можам да се викам разговор со култура. Јас сум простување, меко како предатка, топло и од душа. Со едно прости се помирувам и од срце и од душа. Јас сум другарство,
со секој се дава, во секое срце раста, кога се сподела љубовта права. Јас сум несебичност, делам без да барам, во срцето растам, кога давам без награда да побарам. Јас се викам добри навики, молам, повели, благодарам, дино сум со себе. Читувајќи по старите, крши се на колината, те замолувам и тебе. Јас сум само доверба да веруваш, силно во себе те охрабрувам. Јас можам, јас знам, јас ке пробам, од срце ти ги подарувам. Јас сум храброст, да учам да чекариш кога има страх, ако ме ношиш во срцето ке си герој прав. Јас сум трпение, секогаш чекам стрпливо ред и не брза нас, кога си нервозен, повикај ме мене со тиво глас.
Еј, ако те прави учителката, кажи дека јас не го изедов колачето. А кој го изеде? А колачето Сабор си изеде. А, да, и за гарадата само ти се залепи на уста. Ха-ха-ха-ха. Знаеш што? Подобро кази ја вистината. Не види како Пинокио. А ако кажем ќе би се дал ти учителката. Може би малку, ама да биде годат што си искрен. Добро, признавам, јас го изедов колачето. Ете гледав, сега на месето ти е сито, а месето ти е мило. Добро, јас како Пинокио не научив лекцијата за искреноста.
таква, однуна и ти се прикрадува во срцето. И што да правам сега? Не се грижи, понекогаш и возрастните чувствуваат љубомора, подобар часовник, автомобил и на крајот разбираат дека треба да се радуваме на тоа што го имаме и на успесите на другите. И знаеш што ми текна? Што? На Ивана ќе й кажам баш ти обава куклата. А мене ми текна уште нешто. Ние децата сме со чисти срца и сватив дека сите сме еднакви. И дечката смеа нека победи. Децата се еднакви, не знаат за разлики. Слушнете, родители, нека нема поделби. Скапите часовници, не прават пострекни. Куки автомобили, не прават подобри. Сите сме еднакви, детската стена нека победи. Ние сме искрени, целите љубов кој ќе подари. Сите сме еднакви, детската стена нека победи. Ние сме искрени, целите љубов кој ќе подари. Децата се еднакви, не знаат за разлики. Слушнете, родители, нека нема подобри. Скапите часовници, не прават пострекни. Куки автомобили, не прават подобри. Сите сме еднакви, детската стена нека победи. Ние сме искрени, целите љубов кој ќе подари. Сите сме еднакви, детската стена нека победи. Ние сме искрени, целите љубов кој ќе подари. Јас не секам веќе да зборувам со тебе. Зошто? Затоа што ме кажа лоши зборови.
Јас што ти кажам толку страшно? Макар дека нема блеско со играње фудбал. Ај, па ти да се лути, стварно немаш врска. Ете пак истото, не ти не најдецахташ. Ајде оти си, не играм со тебе. Да знаеш дека ќе си одам. Вие двајца зошто се карате и си кажувате невредливи зборови? Ако слушаше и гледаше, виде кој навредува, а јас сум многу лут и бесен. Вие двајцата сте слушале си избивнување и простување? Да, знам. Ако си кажеме еден на друг прости, срцето ќе се малутината и бесен. И тогаш вие двајцата пак ќе си бидете добри другари, ќе играте фудбал и ќе цртате заедно. Простете ми
имам само една чоколада. Токму колку за тебе. Или токму колку за нас двајцата. Навистина ќе го поделиш? Да, учителката во Грајнка ми кажа дека се вика тоа лично. Па нели сме другари, и тоа не се лични. Тоа со еден збор се вика другарство. Што е на светот најскапта?
утрницата. Леле, ти речете молам, што ти е денеска? Знаеш, имам нови навики, користам волшебни зборови. Ај, ти да не си супер волшебник? Аха. Не сум супер волшебник, ама имам супер моќ. На луѓето им велам благодарам, те молам повели. Ама ајде, каква е таа супер моќ? Еве, ајде да ја кажем публиката. Публика драга, ако и помогнеме на некоја бабичка да премине улица, што ќе ни одговори таа? Тогаш и јас сакам таква супер моќ. Тогаш почни со: ти благодарам што ми даде супер моќ, другаче мој. Ти благодарам што ми даде супер моќ, другаче мој. Најсилно оружје тој, не ти треба ниту бој, за победа и неспокој. Ти пази да не го користи некого за да навредиш, застани и размисли. Слакето што не може да отвори, тоа може само добри зборови. Секој може свет, знај да порази, ретко кој да насади. Слакето што не може да отвори, тоа може само добри зборови. Биди посебен, биди културен, такво дете герој е најголем. Збор, најсилно оружје тој, не ти треба ниту бој, за победа и неспокој. Ти пази да не го користи некого за да навредиш, застани и размисли. Слакето што не може да отвори,
сум на сцена. Зошто? Имам трема, мислам ќе сгрешам. Што јас грешам? Сите грешат понекогаш и не ти е страх? Малку, ама верувам у себе. Неколку пати ќе пробам и ќе успеам. Тогаш и јас може. Ти благодарам, другаче. Знаеш, јас се плашам да спијам сама. А од што се плашиш? Се плашам од тамницата. Па тамницата воопшто не е страшна, во неја се твоите играчки, сликовници. Навистина? Еве вака, да твојот кревет тато не го стави една лампа и штом почне да ти биде страх, ти вклучи. И тогаш ќе видиш дека сите сенки од тамницата, се играчките, сликовниците и што уште не. Еј, да, веќе ќе пробам. И така за неколку дена нема да ти треба лампата, а ти тогаш ќе знаеш дека веќе не се плашиш и ќе бидеш храбро дете.
веќе да чекам. Чекај на дискалка, чекај во гранка за виење раче, чекај мама да ти купи нешто, само чекај. Знаеш како вика баба, трпение спасение. Како да се спасам од трпелив? Нема да се навираш, ке изброиш до 3 или до 10. Ке се смириш, ке можеш да дишиш или ке размислиш на нешто убаво. И тогаш тоа што го чекаш ке си дојде. Аха, сваќам. Треба малку да се смирам, па ќе ми дојде редот. Да, тоа е исправно и здраво. За твоето трпение ќе добиеш право. Аха, ми тикна песната на Чичко Борче трпение, сега да пробаме. Ајде наш учител во музичко Чичко Борче запеј. Може другарчиња, ама пејте и ние со мене. Почекај да ти дојде ред, почекај да се дорече, почекај, изброј 1, 2, 3 и на песната трпение сети. Кога автобус ќе чекаш, кога гужва ќе те снајде, со викање не помагаш, од пресок нема фајде. Лесно е и корисно, одмено и фино, да покажеш трпение и да седиш мирно. Почекај да ти дојде ред, почекај да се дорече, почекај, изброј 1, 2, 3 и на песната трпение сети. Кога време не поминува и досадно е нешто, кога тоа што го стакаш се добива тешко. Добро е и паметно, искрено и здраво, да покажеш трпение, ќе добиеш браво. Почекај да ти дојде ред, почекај да се дорече, почекај, изброј 1, 2, 3 и на песната трпение сети. Кога времето е лошо и никој нема парк, почекај до утре ќе се видиме пак. Убаво и ценето е секаде во светот, покажи трпение, тоа ти е лекот. Почекај да ти дојде ред, почекај да се дорече, почекај, изброј 1, 2, 3 и на песната трпение сети. Amo
на времето во градинка. Чекор по чекор, низ игра, учење, низ песни и приказни овие мали срца растеа. Да, вистина е. Во градинка научија многу. Да бројат, да цртаат, да пеат, да другаруваат. Но највредно што понесоа со себе се животните вредности кои ги открија. Да бидат искрени, да се справат со љубомората и рутината, да бидат добри другари, да помагаат и да простуваат, да веруваат во себе, но и да бидат трпеливи и храбри. Сега пред нив се нови патишта, нови предизвици. Во септември ќе одат во училиште, а таму ќе го понесат тоа што останува исто, срцето што научи да расте. Драги наши другарчиња, нека вашите чекори бидат сигурни, вашите соништа големи, а вашите насмевки секогаш искрени. Училишните денови нека ви донесат знаење, но никогаш не заборавајте дека најважното што го научивте е како да бидете добри луѓе. И каде и да одите, носете ја со себе топлината на оваа наша градинка. Градинката 8 март. А ние секогаш се љубов ќе ве поминеме. Среќно, другарчиња наши!
ги донесоте речињата, ќе не почекате надвор, ќе ви ги дадеме група по група, додека да ги следиме. Може?